Ниту еден настан во историјата на човекот не оставил толку големо влијание понатаму како што тоа биле настаните пред 2011 години во Ерусалим. Со Страстната недела завршуваат великите великденски пости. За обичаите поврзани со Великден, за верувањата, но и за реновирањето на еден од поубавите нови храмови во Охрид, црквата Свети Никола во Долна Влашка Мала, во денешните охридски разговори разговараме со отец Сашо Ристевски. Следете. Се реновира црквата Свети Никола во Долна Влашка Мала и станува еден од најубавите храмови во Охрид. Кога почна обновата, до каде и дали за великденските празници овој храм ќе биде готов? Па и наша желба, иницијатива и намера е Свети Никола Долна Влашка Мала да биде најубав и највелелепен храм овде во Охрид, секако исклучувајќи ги овие постарите кои што се монументални и незаменливи, неповторливи. Меѓутоа, како и да ние се трудиме да максимално да ја улепшаме, да ја разубавиме оваа црква, овој храм, бидејќи во изминативе 20-тини, можда и повеќе години, храмот Свети Никола пред Долна Влашка Мала беше неактивна црква во парохиска смисла. Тоа подразбира дека немаше редовно секоја недела служба, немаше редовен парохиски свештеник кој што ги извршува тие служби. И така беше се до 2008 година, кога од јануари месец, од 1 јануари, сум јас тука поставен од страна нормално на нашиот надлежен владика Тимотеј, како редовен парохиски свештеник и сега во црквата Свети Никола има секоја недела Света Божествена литургија, за секој празник Света Божествена литургија, исто така секоја сабот имаме вечерна богослужба, пред големите празници исто си има вечерни богослужби, што значи е веќе парохиски активна, како парохиска црква и можеме да сме задоволни, не да се пофалиме, но да сме задоволни од Бога, што последниве години, значи последниве 3,5 години, бројот и посетата на верниците се зголемува постојано, континуирано. Во најповеќе ме радува што во недела редовно имаме веќе верници кои што доаѓаат редовно секоја недела, се исповедат, редовно постат, редовно се причестуваат, редовно значи ја вршат и светата тајна исповед, што подразбира и што значи дека тие се веќе вистински прави христијани, не само номинални, кои доаѓаат во црква, постојуваат кратко време заминуваат, туку вистински живи членови значи на црквата Христова. Иначе со реконструктивните работи е започнато некое известно време пред 2008, значи пред да дојдам јас. Тогаш е срушена старата градба куќа која што се наоѓаше на западниот дел, од каде што е сега главниот влез. И нормално расчистени се остатоците од таа куќа. На нејзино место сега се изградени просторијата за продажба на свеќе, односно пангар, мала свештеничка канцеларија, мал влез или предсоби или припрата пред влезот во црквата и уште една просторија, а веќе понатаму од 2008, како што кажа, веќе доградена и крстилница, каде што се крштеваат мали дечиња. Но во последно време најзнаменитите проекти или фази кои што ги завршивме од обновата се секако завршувањето на камбанаријата и поставувањето на новото звоно. А годинава во јануар месец се постави нов иконостас, изработен во резба, не многу длабока, но сепак убава, секако од орев. И пред 10 или пред 5-6 дена или пред 10 дена се заврши и со поставувањето на новиот мермерен под, секако со топловодно подно грејење. И треба да се одбележи, треба да се каже дека и новиот иконостас и новиот црковен под овде во Свети Никола во целост ги донираше
господинот Љубе Јовчевски од Скопје. Значи тој ги плати, ги донира во целата сума, која што е замашна, да не калкулираме се со бројки, но се работи навистина за многу илјади евра. По слободна проценка луѓето можат да претпостават, ако еден квадрат од некој гранит или мермер е 100-120 евра квадрат, овде имаме околу 80 и нешто квадрати, значи само мермер, иконостасот, резбата ворев, сите знаеме дека е скапа работа и монументална. И навистина му сме секако благодарни за таа поголема сума која што ја вложи, бидејќи таа сума ние како храм со поскромни примања, сепак сме посетени, меѓутоа не во оној размер, за да можеме тоа така лесно да го оствариме. Значи, ќе требаше да поминат многу години додека да дојдеме до новиот иконостас и новиот под. Благодарно секако до него, но исто така да не ги заборавиме и останатите донатори, ктитори кои што донирале во оваа црква и донираат постојано, без разлика на сумата која што ја донираат, меѓутоа повторно ќе ги споменеме како поголемите донатори, односно ктитори, господинот Јован Милошевски, кој што ни е тука сосед во близина на црква живее. Тој даде исто една замашна сума при набавката на камбаната, на новото звоно и при изработката на камбанаријата. Сега исто ќе ни даде исто голема сума за реставрација и конзервација на иконите, околу 4000 евра. По господинот Кливен Талев, бисерџијата, така попознат од Охрид, кој што донира исто поголема позамашна сума за реконструкција, комплетна реконструкција на олтарот. Нов престол се направи, комплетно целиот олтар се ископа, бидејќи имаше влага, се обнови, се направи. И сите оние останати, кои што макар и едно денарче донираат, му благодариме, бидејќи во Светото Евангелие се спомнува една вдовица, која што дала само една лепта. Тоа е, да речеме, едно денарче, можеби, таа парична единица можеби била и помала и од еден денар, меѓутоа, Христос и за неа вика дека вистина велам, оваа лепта која што ја даде оваа вдовица вреди многу повеќе од многу златници, бидејќи таа лепта и била последното нешто што го дава. Меѓутоа го дарила од срце, го дала, што значи секој според своите можности, доколку донира од срце, тоа е богугодно и богоблагодатно. Дали е тоа едно денарче или се 100.000 евра, ако се од срце, значењето е потполно исто. Оче не престојат велиденските празници за кои се поврзани многу обичаи и верувања. Накратко, на што е поврзано посебно со последните неколку дена, вели четврток, бацувањето на јајцата и символиката на сето тоа. Па пред се обичаите и верувањата треба да корено на тие обичаи и верувања и базата, основата треба да се црковата и црковното учење. Како и во секој празник и многу работи во нашата вера, така и за овој празник се измешани доста примеси додадени од народот, така да речеме на Велики четврток народно верување носат во една кошничка луѓето јајца и некоја обично мајца или кошула за носење, да пренојќи така тие денови кога се пак најзнаменити во црквата, кога се присеќаваме на предавството Христово, на Христа, па неговото судење, неговото распнување и страдание. Значи тоа не е црковен канон или правило, меѓутоа и не се коси многу со нешто посебно со црквата, затоа и е дозволиво да се направи. Сепак поттикнати луѓето од значењето и од тежината на тие настани кои што се одвиваат и се одбележуваат на Велики четврток и Велики петок, значи страдањата Христови, сакаат да си ги одбележат некако, носат, значи после тоа таа мајца или кошула си ги носат како за здравие, така натаму. Иначе во четврток се одбележува, значи, како што кажав, односно на Велика среда се одбележува предавството јудино кон Христос, потоа наредниот ден се одбележува тајната вечера, Пасхата, која што е претходница, односно и е основа, тогаш е востановена на таа Пасха Христова, која што извршил Христос. Тоа е основна, значи, за целата наша богослужба, односно за Евхаристијата, за литургијата, светата божествена литургија. Па неговото распнување, во петок се одбележува опелото Христово, значи Христос се наоѓа во гробот, а символично Христовиот гроб се представува со така наречена плаштаница. Тоа е платно на кое што е извезан
како е положен Христос во гробот и како неговата мајка и сите негови апостоли и следбеници го оплакуваат. Додека пак во црквата на Велики петок вечерта во 19 часот ќе се одбележи во сите цркви, во сите храмови овде во Охрид и во цел православен свет символично тоа оплакување на Христос. Значи таа плаштеница се полага во посебно наменски приготвена маса за таа потреба, која што е украсена обично со преукрасена со цвеќиња. И тоа си има така наречени статии на Велики петок, односно тоа е опело Христово. И тие статии се пеат, а секако во нив е содржано целокупното учење за Христос, за неговото страдање, за неговото положување, за неговото унижување како Бог, како Син Божи, како вистински Бог, кој што се унижи и приби човечка природа и дозволи да биде исмејуван, плукан, камшикуван и распнат. Значи, и после завршувањето на Велики петок, односно после оплакувањето, символично 3 пати се со плаштаницата, односно со гробот на Христов, се прави, значи, поворка, односно 3 пати се врти околу храмовите, за потоа повторно се положува плаштаницата во така наречениот гроб, на таа маса која што стои на средина на централното место во храмот. Луѓето повторно символично се провираат под таа плаштеница. Символично, значи, се верува дека врват низ гробот Христов, кој што гроб пак стана не гроб и крај, туку Христовиот гроб е сега веќе влез, врата, капија, порта во вечниот живот, во воскресението. И символично кога ние ќе се провнеме под плаштаницата, под Христовиот гроб, значи ќе поминеме низ Христовиот гроб, веруваме дека на тој начин, искажувајќи верата во воскресението, на тој начин докажуваме и исповедаме и очекуваме ден вистински и да совоскреснеме, значи со Бога. Со Бога соумираме, значи влегуваме низ неговиот гроб, сме умреле, меѓутоа бидејќи Христос пак воскресна, на тој начин, значи, ние и совоскреснуваме со него. И така до Велика сабота, значи после Велики петок, после завршувањето на таа служба опелото Христово, до сабота на полноќ, односно до веќе неделата, почнува неделата, до третиот ден на Воскресението Христово, влада една тишина, значи, во храмовите. Сите сме во едно тагување, сите сме во едно оплакување, бидејќи кога Христос пострадал и ангелите Божи кога го виделе Творецот на светот, изворот на животот, како лежи мртов, ги покривале очите со своите крилја, не можејќи да поверуваат на таа тајна што се случува, бидејќи како е можно Господ кој што им дарил живот, ги создал и се создал и на се подарил живот да лежи мртов. Запак после тоа, во неделата, значи, во 12 часот, со громогласни биење на камбаните и со најгромогласниот поздрав Христос воскресе, да се објави таа најрадосна вест откако е настанат целиот свет и целиот космос, значи светот и целиот космос и се ова што е создадено, бидејќи смртта е конечно победена, паднатата човечка природа преку Христос е обновена повторно и инфицираноста, тој вирус на смртта е излечена, таа зараза. Бидејќи кој што верува цврсто во Христовото воскресение, го исповеда и секако живее и се труди да живее христијански, добродетелен и богугоден живот, еден ден и ќе совоскресне со Христос и ќе може вечно да се насладува и да благува во царството небесно. Додека пак, како што кажав, постојано ја исповедаме таа вера и веруваме во Христос, дека навистина воскресна, тоаш, како што кажав, како што е Христовиот гроб, односно и смртта, е само еден влез во вечноста, еден премин. Затоа и борот Пасха означува премин. Со Страстната недела завршуваат великите великденски пости, кои траат 40 дена, но обичај кај народот се повеќе млади постат, се повеќе луѓе доаѓаат, се враќаат на црквата и така натаму, но дали вистински го се прави постот и што е она вистински пост?
Какви се трендовите сега? Па неизбежно е сега на тука да споменеме дека не е доволно да се испости само од понеделник до Велики петок, последнава седмица, или некој ја постати првата недела до Тодорова сабота, и оние недели, значи првата и последната, и оние недели измеѓу не ги постат, односно мрсат и не ги почитуваат со тоа и постите. Значи не е баш доволно да се испости 5 дена и сега за Великден да се причестиме, и треба сепак да се има едно сознание дека тоа вистина е каков таков подвиг и пред Бога направен, значи. И ако гледаме минималистички, подобро и толку народот да испости 5-6 дена, последната недела, значи за Великден да се причести, отколку воопшто, пак ни тие 5 дена. Значи, тука е таа така наречена некоја економија или толеранција која што црквата ја прави, се со цел да ги привлече и да ги придобие верниците и да ги поттикни на еден прав вистински подвиг. Значи, и тоа е минималистички, ако гледаме, подобро тоа отколку воопшто. Меѓутоа, најдобро е да се постат целите пости, цели 6 недели, 40 дена, додатно плюс страстната седмица, која што е како 7-ма недела, но таа не спаѓа во склоп на постите, туку е сама засебна, бидејќи тоа се означуваат страданијата Христови. И најубаво и најдобро е сите луѓе да се трудат да ги постат целите пости. Сега тука зависно од духовните сили, моќи и телесните секако на луѓето, бидејќи не можат сите да постат, да речеме, 7 недели без масло. Со благослов од некој свештеник, но не на своја рака, можат додат да се консултираат, уште подобро ќе биде и ако се исповедат, ја извршат и таа света тајна исповед, за која што многу мина мислат дека и католичка, меѓутоа тоа е една од светите тајни во црквата, и кај нас во православната црква и постои од секогаш. Значи најдобро е да се исповедат и после духовникот ќе им пропише или ќе им го ублажи постот доколку за тоа има потреба. Така да речеме жени доилки, жени бремени, луѓе кои што се оперирале од некоја болест, луѓе кои што имаат проблем со дигестивниот тракт, со желудник, чирови и така натаму, шеќерашите кои што мора да вкусат да внесат им леко после инсулинската терапија, да не би доживеале некој шекерен шок, инсулински шок и така натаму. Значи тие не можат да постат без масло 7 недели, не им дозволуваат телесните сили, бидејќи во тој случај им се зема и болеста како еден своевиден пост, бидејќи пак телесниот пост е за да го смири телото, да го на некој начин да го подистошти, да го смири, и кога телото ќе ни е смирено, со тоа се смирува и духот, односно духот го надјачува телото и тогаш духот може да го контролира телото. Значи телесниот пост е едно помошно средство на духовниот пост и е нераскинливо поврзан со духовниот пост. Така и некои луѓе кои што велат важно е да не се прави зло, важно е да не се прави ова или она, не мислам никому зло, не можам да постам, затоа не правам зло и така натаму, не е се баш оправдани, бидејќи како што кажав, доколку телесно не се смириме, не можеме ни духовно. Да ги смириме оние духовни страсти, гордоста, суетата, гневот, избувливоста, осудувањето и така натаму, и така натаму. Значи, неминовно е потребен и телесниот и духовниот пост, но, како што кажав, за оние кои што немаат духовни или телесни сили, телесниот пост може да се ублажи, но сепак тие ќе запазат суштината на постот, односно послушноста кон Бога. И нема да бидат непослушни како Адам и Ева, туку ќе бидат послушни како Светата Богородица, Пресветата Богородица и како Господ Исус Христос, кој што беше послушен на Отецот и доброволно секако и доброволно пострада до крај, до смрт, до крстот. На тој начин, значи, со постот ние правиме еден гест, еден акт, чин на послушност пред Бога. Тоа е, значи, суштината. И во тој случај, иако е ублажен постот, сепак ние сакаме да постиме. Иако внесуваме макар масло или млечни производи. Така ни е благословено. Традиција на Великден, честитајќи си го празникот, да се кршиме со великденски јајца. Традицијата вели дека тие се црвени, зошто и како? Па црвената боја, која што е многу застапена во уредувањето и на храмовите, во внатрешноста, а и во вапцањето на јајцата, великденски, е секако символика на црвената боја е крвта која што Христос ја пролел. Тоа е истото, така да речеме, и виното кое што се употребува за осветување, за Евхаристијата, за причеста, исто така нели за парастасите и така натаму, виното што го употребуваме. Исто така и црвената боја на јајцата ја означува крвта Христова,
која што е пролеана за време на неговите страдања. Друга толкување има дека ги символизираат и камењата кои што се наоѓале под Христовиот крст, кои што се натопиле и се навлажно во цело, значи се натопиле со неговата крв. Но исто така и Марија Магдалина е првата жена пак. Ето ова е еден од доказите дека жената во православието е еднаква со мажот. Е пак таа прва која што иако жена била смела и цврста како маж, и таа прва вапцала, обоила јајца во црвена боја, отишла дури до Рим да го проповеда христијанството и кај римскиот император, и има исто така едно верување, едно предание дека таа е првата која што бојосала црвени јајца и давајќи ги на луѓето, давајќи им ги поздравувала со најславниот и најторжествениот поздрав Христос воскресе, на што секако секој кој што верува во тоа треба да одговори на вистина воскресе. Значи тоа е символика, една од символиките, а уште една символика има и јајцето, како што излегува, значи младото пиленце кога се испилува од јајцето, пробивајќи ја тврдата лушпа и излегува во живот од јајцето. Символиката е исто така и на јајцето и Христовиот гроб, кој што иако беше запечатен со тежок камен, тешка карпа на влезот, Христос сепак воскресна и излезе од него, ослободувајќи се, значи, во воскресение. Тоа е уште една символика за јајцето. Ви благодарам на разговорот и за многу години. Благодарам и јас на вас, иако е малку прерано, но сепак ги поздравувам сите православни верници со највеликиот поздрав Христос воскресе, на вистина воскресе.